Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Во тек. Јас сум Мартина Проковиќ-Костовска и со мене ќе бидете се до самиот крај на денешното издание. Ќе имате можност денеска повторно да зборувате на две теми. Едната повторно е поврзана со прашањето и проблемот со името. Имено ИФИМЕС, односно Меѓународниот институт за блискоисточни и балкански студии од Љубљана, направиле анкета каде што се вели дека мнозинството поддржува решение на спорот со Грција. Мнозинството од граѓаните на Република Македонија ги поддржуваат напорите на премиерот Зоран Заев и владата во однос на решавањето на спорот со Грција во врска со името. 63% од испитаниците во анкетата што ја спроведе, како што реков, Меѓународниот институт за блискоисточни и балкански студии од Љубљана изразиле поддршка. 11% не даваат поддршка, додека 26% се изјасниле дека немаат став. Истражувањето на јавното мислење е спроведено во период од 19 до 28 февруари на примерок од 998 лица. Повеќето граѓани ја сметаат Грција за пријателска земја. На прашањето дали Република Грција ја сметаат за пријателска држава, 41% одговориле потврдно, 33% одговориле со не, додека 26% немаат став. 59% од анкетираните позитивно ја оценуваат работата на владата на Заев, 25% дале негативна оценка, 16% изјавиле дека немаат став. Работата пак на председателот на државата Ѓорѓе Иванов позитивно ја оцениле 14% од анкетираните граѓани. 70% оцениле негативно, а 16% изјавиле дека немаат став. Големото мнозинство ја поддржуваат и работата на специјалното јавно обвинителство предводено од обвинителката Катица Јанева. Ова се накратко информациите за првата тема, односно според анкетата на ИФИМЕС, 63% од испитаниците поддржуваат решение на спорот со името. Само ако може една мала корекција на првата тема, односно на првиот кајрон. И втората тема, падна првата оставка во антикорупцијска, Горан Миленков се повлече од функцијата. Предлагам да го погледнеме на оваа тема и прилогот на колешката Ивана Стојкова. Веднаш потоа се враќаме назад во студиото, каде што ќе ве вклучиме и вас во емисијата. Падна првата оставка во антикорупцијска. Горан Миленков е првиот член кој се повлече од функцијата. Миленков само накусо ја потврди информацијата за телевизија 24, но не сакаше дополнително да ги коментира причините за таквата одлука. Оставката следува неколку дена по скандалозниот извештај од внатрешната ревизија направена во комисијата, која покажува дека дел од членовите фалширале патни налози за да земат повисоки суми за патни трошоци и ненаменски трошеле буџетски средства. Горан Миленков беше председател на комисијата пред актуелниот Игор Тантуровски, а остана запаметен по пресконференцијата на која им порача на новинарите да не прашуваат за имотната состојба на тогашниот премиер Никола Груевски. Значи, најљубезно ве замолувам, ова прашање да го затвориме сега за веки и векова, ами. За сега не е познато дали и други членови си поднеле или пак ќе си поднесат оставки. Извештајот од ревизијата антикорупцијска се уште не го доставила до собранието и покрај тоа што председавачот на комисијата за прашање и именувања Хари Локвенец уште во петокот ги повика антикорупционерите да го достават до законодавниот дом. Првиот човек на антикорупцијска Игор Тантуровски денеска не одговори дали и други членови си поднеле оставки, дали тој останува на ставот дека нема никаква морална и материјална одговорност за да се повлече од председателската функција. Во гостување на 24 анализа тој повторно обвини за политичка хајка, поради, како што вели, предмети кои што биле отворени за високи функционери на владата на Заев. Вели нема зошто да се срами, а тврди дека написите во медиумите не се точни. Сепак, извештајот не го даде на увид на јавноста. Да чувствувам срам, би чувствувал доколку сум инволвиран во целата таа работа. Јас, како лице, кое сега е на чело на таа установа, а сум еднаков со сите други членови, немам никаков срам за нешто што јас не сум го направил.
За тоа како се трошеле парите во комисијата и дали имало финансиски малверзации, постапка отвори јавното обвинителство по допрен глас. Истрагата ќе треба да покаже дали борците против корупција, платени од народни пари, ги злоупотребувале своите позиции. Ревизијата на управата за јавни приходи се однесува на составот на комисијата со председателот Игор Тантуровски, членовите Фари Алију, Горан Миленков, Жаклина Дамческа, Најдо Спасевски, Сузана Таскова Джикотарева и Сејди Халили. Така, тоа беше прилогот на колешката Ивана Стојкова, кој што се емитуваше во вчерашниот дневник за втората тема. Односно падна првата оставка во антикорупцијска, Горан Миленков се повлече од функцијата. Ги гледате и ги знаете веќе темите на кои што денеска ќе можете да коментирате, така што уште од сега апелирам да ги почитувате правилата со цел да не бидете исклучени од оваа емисија. Го имаме и првиот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден, Мартина. Прво да ти го честитам именденот, пошто е Мартија. Така, благодарам. Од срце ти пожелувам тоа. Сите планови и желби да ми ти се изворат у твојот живот. Благодарам. Убаво да се враќа. Прво да прашаме Катерина Катай, ова студиката што е, од каде на неа она толку пари? Па да купува станови, па да прави свадби на керкаи, па мажот ти требаше да иде у затвор. Ама она го отиде салам у затвор. Нека каже кај се нејзините, па од каде се нејзините пари, која дојде како пачавра дојде. Добро, ви благодарам за вашето јавување. И благодарам за вашето јавување. Јас реков дека нема да дозволам да се употребуваат никакви навредливи зборови и уште на самиот почеток го злоупотребувате моето трпение. Тоа не значи дека ако упатите пофални зборови до мене или до емисијата или до било кој што работи во оваа телевизија, дека ќе ви биде дозволено така да се однесувате. Навистина е срамно, навистина не е во ред и е некултурно на тие години да употребувате такви зборови, независно за која лична станува збор. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден, госпоđo. Повелете. Ај се уеме од Тетово. Драго ми е. Почнеме од втората тема, ќе почнеме. Добро. Таму кој си го барал, ќе си го најде. Антикорупцијска, кој си го барал, ќе си го најде. И не коментирам за тоа. Процентот колку беше? 63%? Да, 63%. Директно прашање за вас. На кој јазик јас ти разговараме на македонски? Како ви се вика 24 часа во живо? Вие дали се осеќате, се чувствувате како македонка или нешто друго? Добро. Кој може да ти го направи коефициентот обратно пропорционално? Кој може? Кажите ми ме. Па јас и ти сме македонци. Јас Јовица од Тето, вие господја, не знам како се викате. Кој може да ти го направи коефициентот на ИФИМЕС дека ние испитани? Грешка сте, господјо. Кај го водил тој ИФИМЕС? Каде во Грција, кај го... Па разбирате се. Да. Јас како комуницираме ние. Ти благодарам многу. Ви благодарам за вашето јавување. Ние не ја правиме оваа анкета. Оваа анкета направена и, како што реков на самиот почеток, од Меѓународниот институт за блискоисточни и балкански студии од Љубљана. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Здраво, Македонијо. Повелете. Од Шипка Враков Венцислав. Ја ќе видам многу оригинален и предпазлив. Со зборовите ќе зборуваат фактите. Бидејќи ние имаме Центар за развој на јавното мислење и правиме анкети од 200 испитаници, али со име и презиме, дигнитет и нудеме висината да излезе. Меѓутоа, сите овие огромни анкети со 900 испитаници, 1500 испитаници, они не се држат за основното правило кое важи за развој на јавното мислење во сите конвенции во светот. А тоа е, само да цитирам, тука лези сржот на истината. Секое мислење и коментар треба да бидат оригинални и да ја кажуваат вистината. Ние ја кажуваме вистината и сакаме соработка. Ако имате некој, еве ќе оставам ја ако имате контакт телефон од оваа агенција, ние одма ќе успоставиме една врска и ќе понудиме нашите 200
одговори на анкетите со име и презиме да ги размениме со нивните 908. Значи, привршувам. Анкетите и агенциите, поготово анкетите, ја убиваат вистината, а без вистината нема граѓани, нема народ, нема напредок во една држава, бидејќи не се држат за основното правило. Ако се испитаници со име и презиме, никогаш овие резултати нема да се повторат, а дебело се плаќат. Најплатена професија агенциите кои вршат. А зашто сметате дека ако е со име со презиме нема да се повтора? Дали тоа значи дека доколку јавно се прикажа дека се плашат од одговорот кој што ќе го дадат? Сигурно дека и во оваа емисија одма одговорот ќе го дадат. 90% се безимени и затоа вие успоставивте еден ред. И има квалитетни луѓе се јавуваат. Очи в очи. Беше извънредна емисија. Меѓутоа, 99% име нема, презиме нема и може да се плюка и да се прави се. Се цепеме. Зошто да се делиме? Овие емисии са за нас. Можат да бидат креатори и филтри на најважното. Ние сме 2 пати подобри од парламентот, овие парламенти. Ако се соединеме и тежнееме, завршувам, и тежнееме, истината да излезе, реалноста да излезе, така ќе си ги скратиме маките. И подобро за вас и за нас. Благодарам. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Во секој случај не ми одговоривте на прашањето. Меѓутоа тоа што е, да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Очи до вас и до сите што слушаат и гледаат телевизија. Благодариме, повелете. Во врска со првата тема, јас никога не сум бил љубител, односно и не им верувам многу на тие анкети, просто разни доаѓаат мешетари, емисари и прават за така, опростете, неќем да бидам група, ама и понапред, и човекот сега претходно што се јави, и тој некој, не знам, некоја институција има, Оштип. Сега, баш напредува, гледам, еволюира, пошто во едно друго време плюкаше по телевизијата и до другите телевизии, сега гледам дека напредува, добар е за Европа. Толку за него. И мислам дека, стварно, ваквите мислам дека секаде ваквите анкети секаде се применуваат, мислам дека не им верувам као човек. Добро. И добро е за тоа. Во врска со втората тема, страшно ме потресува, јас имам 62 години. Толку многу даваат назначење, давал оставка. Каде е одговорноста? Баш на таа антикорупцијска, уште во времето на Славјана, се извинам, откочен беше. Тој антикорупционер, се тогаш даваше изјави за одредени луѓе, па после ја сменија. И овие луѓе што сега дојдоа, посебно тој сега што дава оставката. Мислам, правеше циркузи во едно време, ништо не кажа, заштитуваше некого и сега многу бил херој, уште малку ќе го прогласе зашто дава оставка. Многу од тие луѓе, посебно и тој човек, мислам треба да одговара. И оставката воопшто не треба ни да се споменува, а камо ли одговорност луѓето бараат да стварно некој да дојде и да каже дека одредени луѓе стварно треба да одговараат, пошто би го потресија и вашето време, и моето време, и времето на многу на моите поколенија со разни криминали и после оставка. Најмалку нешто тоа значи за обичниот човек кој што се обидува од ден на ден да преживее. Така да воопшто не е важно таа оставката, него одговорност и бесрамно човекот што не чувствува никаква вина, таа бесрамност во кодон на многу луѓе кои што беа одговорни и од сега се одговорни, мислам дека им се метна дека не треба ни да се страниш, да украдеш, да направиш нешто и се така. Да, така е. Почети многу здрави.
Да, ви благодарам за вашето јавување. Како што рековте, навистина овие постапки даваат, многу е важно каков пример даваат на новите генерации, па и воопшто на сите граѓани во Република Македонија. Што сметате после оставката која што ја дадоа вчера, дали сметате дека останатите членови на антикорупцијска треба да си дадат оставка од морални причини? Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздравувам водителката и телевизијата. Ова е ретка прилика да ве добијам на телефон, затоа што се е зафатено. Туку, добро. Денес ми се укажа таква прилика. Да, таква Ќе придам можност. директно на прашањата во интерес на времето да се јават повеќе гледачи. Повелете. По однос на ова сега што ви е на телопод, падна првата оставка во антикорупцијска. Јас сметам не оставки, туку одговорност треба од антикорупцијска и тоа кривична одговорност, доколку се утврди дека навистина го прекршиле законот, затоа што законот е еднаков за сите. Така да оставките како морален чин не ги перат од тоа што направиле и сметам дека сите треба да поднесат кривична одговорност и да одговараат, затоа што таква антикорупцијска комисија не ни е потребна. По однос на втората тема, во врска со анкетата што се одржала од агенцијата, не ја слушнав во која што верувам дека е така. Меѓународен институт за блискоистични и балкански студии, извинете, од Љубљана. Добро. Ја имаат спроведено. Сметам дека резултатите се точни, можеби би требало да биде поголем и бројот на лицата кои што сакаат да се реши ова веќе 2,5 децениско прашање во врска со името, затоа што каде ќе оди Македонија со нерешено име? Навистина, што браниме ние? Фиром? Јасно. Тоа е некоја изведена работа која што требаше да трае 3 месеци, а уште малце ќе потрае 30 години. Ако сега не го решиме тоа прашање, не знам кога. Така да поддржувам во целост се што прави владата на господинот Заев во врска со решавање на името и мислам дека тоа ќе се реши во интерес на сите граѓани. А по однос на тоа што некои луѓе се јавуваат, па за цело време оспоруваат дека не се прави ништо или погрешно се прави, еднината ќе докаже дека не е тоа така и претходно човекот што зборуваше пред мене доста работи кажа. Сметам дека во позитивна насока ќе биде само да се сведат реформите кои што се зацртани во планот 369, поготово судските реформи, затоа што ако нема ефектуирање на судските постапки, нема да има ништо од државата. Пред законот сите сме исти и треба да се одговара тој што сгрешил, а парите што се украдени, која ќе се вратат, ќе се види дека државниот буџет ќе биде полн, па ќе има средства и за пензии, и за плати, и за стандардот на сите нас. Јас длабоко верувам дека тоа така ќе биде. Толку сега за сега. Ве поздравувам вас и вашите гледачи. Пријатен ден. Ви благодарам за вашето јавување. Се надам дека повторно ќе ни се јавите и ќе успеете да не добиете во некоја од следните емисии каде што ќе можете да го кажете вашето размислување. Секогаш убаво кога можеме да слушнеме секако нови гледачи кои што сакаат да го кажат своето размислување. Добар ден. Добар ден, Мартина, добар ден, поздрав до сите гледачи. Повелете. Во однос на темата за настаните во антикорупцијска, не би имала што да додадам. Гледат пред мене го кажа тоа што го мислат, јас го мислам истото, може би има уште нешто повеќе, но ајде да одиме интерес на времето на темата која е Добро. Тоа така многу спорна, едни мислат тоа, други мислат така. Моето децитно мислење е дека анкетите се наместени така, да се пласираат преку телевизија, да се урниса моралот на македонецот и да престане борбата за македонското име Република Македонија преку Обединети нации, така како што е зацртано. Знаете, Мартинка, цртанката на Заев за многу од нас е многу провидна. Заев ќе се повторам по 1000 пат. Не го почитуваме, ние се спротивставуваме на оваа влада и го чекаме денот кога ќе ја срушиме на овој или оној начин.
Не занемаруваме гостувања од Русија, не занемаруваме со каков протокол беше дочекан господинот председател во Турција, па замислете, оваа анкета му дава само 1 бод. Воопшто не сметаме дека нашите сили, не зборувам само за физички, не зборувам за воени сили, зборувам за интелектуално, енергетски капацитети, дека се мали и исцрпени, за да се спротивставиме на сите овие лаги. И јас морам да го кажам овој став, погледнете што се случува во сите телевизии, погледнете што се случува во вашата телевизија, во смисол дека не се случува нешто ново, но едноставно вашата уредничка политика е таква и таква, што вие добивате одреден број информации. Тоа не се информации, тоа се дел од информации. Значи да не должам и да не се повторува. Оваа влада на чело со Заев, најкорумпираниот во државава, со слика, прилика, кој денес и вчера бега од судење, ќе падне, ќе ја срушиме ние, македонците, од Македонија, со помош на македонците од диаспората и ќе ја заборавиме и ќе дојдат млади сили од нашата генерација. Друго решение нема. Уа за Заев, уа за целата влада и уа за сите министри што треба да си дадат оставка. Имајте пријатен ден. И благодарам за вашето јавување. Имајте и вие убав ден. Падна првата оставка во антикорупцијска, Горан Миленков се повлече од функцијата, една од темите на која што денеска можете да зборувате. И другата тема, според анкетата на ИФИМЕС, значи тоа е Меѓународен институт за блискоисточни и балкански студии, 63% од испитаниците подржуваат решение на спорот со името. Значи, ова е направено истражување во периодот од 19 до 28 февруари на примерок од 998 лица. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Па, не знам, ова предходната на вистина, не знам, очигледно сака да останеме, да тапкаме во место и понатаму, и ќе тапкаме во место. Со таков ум, со такво размислување, Бога ми, ништо поарно и не чека. Јас ја прифаќам ова анкета. Мислам дека доста луѓе сака да се ослободат од овие окови во кои што сме моментално. Затворени сме према цел свет. Се заради едно прашање, заради една придавка која што по моје нема ама баш ништо да значи. Тониот што ги спомна дека ние тука и они од диаспората, па не знам што ќе направиме и како ќе направиме. Прелуѓе 530 години бевме под османлиско робство и ништо не направивме, ма баш ништо. Ние требаше турски да зборуваме денес. Не требаше да зборуваме македонски. Ова јазик не требаше да постои. Малце турците да се потрудеа, ќе беше така. Србите беа за известно време, зборувавме српски. Добивме српски имиња, презимиња, добивме српски училишта. Бугарите беа само 3 години и исто така. Добивме бугарски имиња, презимиња, изборувавме бугарски. Па што ни останало? И ова држава не ни чини. Зошто не ни чини ради некоја придавка? Не знам што се овај народ, навистина нешто не е во ред, некој влечи наназад, само ради популизам, само ради тоа да куртули од например, од одговорност. Конкретно, значи, ова е се масло на бившата власт. Што се што однесува на Алфа. Па, човекот си даде ради здравствени причини оставка. Така барем навер во ова. Јас предпоставам и другите ќе дадат. За него знаев дека од здравствени причини дај оставка, бидејќи кога видов окован во метал таму, во злато, рачунав дека има или реума или нешто, па мора да биде така накичурен со тие силни метали на него. Овај пат не видов таква слика, но прошлиот пат кога се појави на телевизија, баш таков беше. Знаев дека нешто не е во ред со неговото здравје. Така да во право е човекот што си даде и што се наведе зашто си дава оставка. Толку. А не другите ќе дадат. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Добар ден. Добар ден. Повелете.
Ало. Во програма сте, повелете, ве слушаме. Јас сум од Битола. Добро. Драго ми е, повелете. Прв пат се јавувам и сакам да ве поздравам сите во 24 канал со спорот со името. Сакам да кажам само два збора. Ајде. Овие од диаспората што се јавуваат се големи македонци. Како тој на телевизија пред некое време кажа дека јас душата ја давам за Македонија, давам $2. Па тие се многу големи македонци. Поздрав од Господине, намалете Битола. го само тонот на вашиот телевизор, бидејќи и ние дури можеме да се слушнеме од тука. Ве молам, намалите го тонот на телевизорот да можеме подобро да ве слушнеме вас, да не се создава фонија. Повелете. Сега се слушаме? Добар ден, повелете. Повелете во програма сте. Јас сум од Битола. Драго ми е, повелете. Се јавам од Битола прв пат. Овие за името што сакат да кажат од диаспората, тие како се прат големи македонци во една телевизија кажа дека душата ја даваме за Македонија, $2 давам. Шо македонци се тие играт мајтап со Македонија, $2. Тие не знаат да зборат македонци, а се прат македонци. Толку од мене, пријатно. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Дали имаме друг гледач на линија? Ало? Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Гледачка од Скопје. Драго ми е, повелете. Видете, јас воопшто не се согласувам со претходниве. Добро. Ова гледачи. Ја не знам што ги ја мешат диаспората, што има врска диаспората. Јас сум тука од Скопје и не сакам да се смени името на Македонија. Јас сум македонка, ако некој сака да се вика некако друго име, нека се вика. Јас цел живот сум воспитувана и јас имам дедовци, прадедовци, со генерации 500 им ги знам имињата чисти македонски, ние сме македонци. Како може придавка да ме става горно македонка? Па ја не сум горно македонка, јас сум македонка. Како може да се согласува со промена на име, не ми е јасно. Ако не сакат, нека си го сменат сами името. Ако им се свиѓа да менуваат име, нека си го смени. Ако е Трајчо, нека се вика Петко. Ја не сакам, јас сум македонка и сакам државата да ми се вика Република Македонија. Што има врска диаспората, ако го поддржува тоа диаспората, не мора против неј се толку да се збори. Не е ни битна диаспората. Јас сум од тука, од Скопје, родена, си го знам потеклото и сум македонка. Добро. Благодарам, пријатно. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Добар ден. Повелете. Добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте и вие, господине, намалете го тонот на вашиот телевизор, доцни сигналот, да можеме подобро да се слушнеме. Да, повелете. Намалене веќе. Повелете. Вака, за анкетава, очигледно дека кај македонците и воопшто кај граѓаните на Република Македонија преовладува едно прагматично, рационално размислување и ја гледаат иднината во овие две организации. Малце ми се чудни луѓево што протестираат, а тука би ги спомнал и оние 200 интелектуалци кои на протестите протестираат да се задржи името и да протестираат против зачленувањето на Македонија во НАТО и во Европска Унија. Меѓутоа тоа мене ме потсеќа, јас сум малце постар, иначе дедо сум, на мојот внук со кој хронично имаме проблем со исхраната. Добро. Мајка му го прашува за доручек што сака да му спреми и тој молчи. Му нуди овошје, крушка, јаболка, му прави палачинки, пилешки прсти, све отбива, ништо не сака. И стално вика не. И еден момент го прашува, добро, кажи ми што сакаш. Тој молчи, повторно не ќе одговара. Така и овие кажуваат што не сакаат, меѓутоа не кажуваат што сака, односно каде ја гледаат Македонија. Пошто сум малце постар, се сеќам на еден момент пред бомбардирањето на НАТО на Србија. Добро.
кога Русија не можеше да помогне, а тогашниот председател на Србија Борислав Јович замина за Кина барајќи помош од кинезите. Така. А одговорот нивни беше следен. Далека вода огин не гаси. Што сакам да кажам? Ние треба да негуваме добри односи со Кина, посебно со Русија, затоа што сме словенски народи, имаме многу сличен јазик, од иста вера сме, меѓутоа реалноста го налага и однесувањето на секоја држава. Благодарам, пријатно. И благодарам и вам за вашето јавување. Добар ден. Може да ме... Вие сте во програма, повелете. Гледам уште ми изборат на телевизија. Намалете го тонот на телевизорот, доцни сигналот. Кај вас? Добро. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Вака сега, прво ја мислам тело по тој за оставката на господинот Миленков треба, како он што рече, заборавете го Груевски за веки векова, амин, така и ние да го заборавиме него за веки векова, амин. Толку за таа тема и не треба, мислам, скинете ја од телопот, нека не постои. Добро. Доста е. За втората тема, или прва, не е битно која е, за името, ја мислам дека секое име кое ќе се прифати за да се реши проблемот споро со Грција, ќе биде подобро од ова што го имаме сега. Бивша Југословенска република Македонија. Па Југославија заборавија во светот, више не постои никаде. Во ниеден документ. Затоа што дали ќе биде северна, јужна, не е битно, ќе биде подобро него ова што го имаме сега од бивша Југословенска република Македонија. И сега за тие протестите што ги прават во странство, ја да ги прашам нив, па зошто кога Македонија им е во срцето да тие од Мелбурн или не знам каде, не се вратат у Македонија да дојдат да живеат, да видат како се живее у Македонија. А не од таму ќе правиме протести, некој ги организирал тоа. Така, добро. Толку имам. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Јавувам од Битола. Повелете. За антикорупцијска. Ајде. Ако има документи, немаш ова што тука дискусии. Ако открили документи дека тие проневериле пари, не треба тука дискусија. Не е битно која влада, кој парламент како ги намести. Битно е дека се огрешиле. Тој дали се огреши одвам отаму не е ич битно. За темата она што кажувате за таа, како се вика, анкетата. Добро. Таа е местена за да се мени мислењето на македонците. На македонците никој не може да му го смени името, ние не менуваме име. Тој што сакаше од Битола придавка, додавка, нека си хлај на својата фамилија и нека си ја вика како што сака. Тој мене не може да ми решава судбина како ќе се вика мојата земја. Мојата земја, јас ја знам Македонија, во уставот е Република Македонија, излегувам со пасор со Република Македонија, 137 земји ја признале како Република Македонија и сега само треба да се поднеси барање до Обединетите нации да се устоличи името Република Македонија, затоа што ние не може да му речеме на овие фала што не признавте и сега ние ќе се прекрстиме. Заев тоа треба да се повлечи, ако сака да живе, да вервате. Јас мислам дека човеков е во голема мака, јас го гледам оцрнет е ко главна. Тој не може да му испорача на Западот што сакаше нас да не разнебити, фактички сами да се разнебитиме. Било во име, било во презиме, било во било што. Не може тоа да му го испорача. Тоа не може македонскиот народ да му го даде. Зато време е нека се повлечи, нека застани со економијата, нека го остави името. Името, кажа овие, видео дека народот цел свет се јави македонски, не може да го сменат името. А тој што кажа дека диаспората се јавила. А како тие во диаспората нема тука луѓе, нема тука имање, нему се тука корените, нему е срам што збора така за диаспората? Мислам дека јас никого не вреđам. Меѓутоа да се замислат што зборат.
Добро. Благодарам, проставајте пријатно. Ви благодарам за вашето јавување. Падна првата уставка во антикорупцијска, Горан Миленков се повлече од функцијата, една од темите на која што денеска можете да зборувате. И другата тема, според анкетата на ИФИМЕС, 63% од испитаниците поддржуваат решение на спорот со името. Добар ден. Ало, добар ден, Мартина. Добар ден, повелете. Не сме се слушнале одамна. Така е. Ве поздравувам, да, и за темава околу анкетата ќе продискутирам. Ајде. Прво ќе ги поздравам нашите од диаспората. Добро. Велам нашите затоа што тие се наши, тие се македонци. Ако отишле надвор да работат, да обезбедат екзистенција, не значи дека треба да ги отпишаме. Дали дале $2 или дале повеќе, мислам дека никој не треба да се става во улога на сиирџија и да се на некој начин ќе простите и живува со тие луѓе кои што излегоа на улица, покажаа капацитет, многу голем капацитет, покажаа дека сето тоа е поради името Македонија. Јас лично ќе си го поздравам нашиот господин Мите Василев, кој што редовно ни се јавува и човекот многу често знае да биде центар на критики, а се јавува полн со емоции, редовно доаѓаат во Македонија, значи нема избори кога неговото семејство не е во Македонија, мимо изборите си има своја куќа, си доаѓа да се одржува неколку пати во годината својата куќа. И сега ние треба со дрва и камења да кажеме, ако му е толку драга и убава Македонија, нека живее во нејзе. Сите што се јавуваат, велат, имаат по некој познат, пријател, роднина, отиден во странство. Да. Тој не е отишол по нешто друго, отишол да заработи, ако може да заработи. Иначе, јас, бидејќи сум ви кажала, не сум покретна, меѓутоа протестите во Скопје и низ 14 други градови во Македонија ги поддржат. Не сум за промена на името Република Македонија. Апсолутно дека ме боли под притисок, со уцени, со закани, на кого што ние му направивме, Мартина. Дали е вистина дека има и редентизам во Македонија? Дали ние посакавме нешто туѓо да земеме? Ние си едноставно баравме прием во Европската унија и НАТО. И мислам дека една Грција, која не можам да речем дека и некој друг од соседите не се нешто добри пријатели, само од интерес не гледаат, меѓутоа Грција да инсистира, пазите, по најново вчерашните вести беа и уставот и многу други точки што ги бараат, лично мене не ми е драго и не смее такво нешто да се дозволи. Јас мислам дека ни премиерот нема да се нафати, бидејќи е убедлив, не убедува и сериозно треба да му веруваме дека уставот и идентитетот нема да бидат чачнати. Значи, апсолутно дека не треба ваква поделба да има, вакви што е тоа патриоти, не патриоти и така натаму. Знаете, патриоти, никој сам не си го стави и измисли тоа име. Некој во пред времето, да речам, успеа на некој начин да, сметајќи дека на тој начин ќе не повреди, па ќе не нарече патриоти. Добро, ако е патриот, да си ја сакаш Република Македонија, еве јас нека бидам исто патриот. Значи, не се работи само за една придавка или додавка, Мартина. Се работи дека ќе стигне козија со многу повеќе барање од тоа што и можеме да замислиме. А отстапка кај грците нема. Пазите, они ќе одат на протести барајки име за туѓа територија, за туѓа земја. А ние до кој степен дојдовме, луѓе, дали сте свесни? Си се напаѓаме еден со друг затоа што нашиот народ излегол да протестира во име на да не се промени нашето име Република Македонија. Каде тоа ние стасавме? И каде ќе стасаме ако така лесно си ја дадеме нашата држава? Јас лично не можам да се согласам. Моето видување е ова, никого не навредувам, никого не повредувам. Ќе ве поздравам и ќе ви кажам, Мартина, прошлата недела не ви се јавив душо, при крајот на неделата, 3 последни дена беа
стараот ми во вашата емисија. Да. Јас ви се дивев како издржавте, кој напор го дадовте, меѓутоа таков однос уште еднаш ќе ги замолам гледачите да не си дозволуваат. Никој не треба да не кара и никој не треба да не повредува, бидејќи не го заслужуваме истото. Голем поздрав до вас. Ви благодарам за вашето јавување, поздрав и до вас. Падна првата оставка во антикорупцијска, Горан Миленков се повлече од функцијата и според анкетата на ИФИМЕС 63% од испитаниците поддржуваат решение на спорот со името. Впрочем, кога кажавте за промена на уставот и премиерот излезе со таква изјава, велики дека нема да има промена на уставот и идентитетот. Добар ден. Добар ден, Мартина. Повелете во програмаста. Поздрав за тебе и екипата и гледачите, наравно, на Софија телефон. Вака, значи, две теми се за Комисија за против корупција, нели? Јас мислам дека ако се потврди дека е така направено, со тие тврдупли налози да взимат еден ден и патување од одгора во странство, ако се потврди, многу не треба да ги толерира. Справо шутка. Ако е така. Ако не, нека ги остават, никому ништо. Нека бидат и понатака членови на таа комисија. За втората тема, за името. Добро. Јас името сакам да го смениме, Мартина. Добро. Затоа што ние само во Македонија сме Република Македонија. А сегде во светот, во сите институции, почнувајќи од Обединетите нации до Федерација на Фудбалска федерација, боксерска, кошаркарска, други банки, Европска унија, НАТО, сегде сме ние под поранешна Република Македонија. Сакам тамо да се смениме да биде Република Македонија тамо. Меѓутоа не е можно тоа, затоа што знаеме причината која е, Грција става вето на тоа што не е реално според мене од страна на Грција, меѓутоа она најверојатно дува на млекото за да не ја изгори материцата од оние изјави што беа пред 25 години, вториот конгрес ќе биде во Солун. И сега она се плаши за тоа. Тука е Егејска Македонија, 51% територијата на Македонија е таму. Се плаши од немири, после тоа се турците тука, Тракија, после тоа Чемерија, Албанција, имат некоја закачка таму во врска со поморството таму, некои проблеми има со Албанија, така да она си се чува од тоа и има таа можност да се стави вето за Европска унија и НАТО. Најубаво е, а сигурен сум дека владата и Министерството за външни работи нема да прифатат 6 бара Грција, само името. А ако има и други барања, нема да прифатиме и Грција ќе се повлече. Подобре да се повлече Грција отколку ние. Ако се повлече Грција, ние имаме право да се обраќаме на Обединетите нации и на Европска унија. Ево, тоа е од Грција. Ние не можеме све да прихватиме сега, вајда да не бидат толку наивни и Европска унија и НАТО и сите други институции, туку тоа ќе не подржат нас. И ќе мора тоа некој решение да се најде под капата на Обединетите нации и на Европската унија и на НАТО. Така да знаев и владата и Министерството на външни работи опрезе се на тоа и јас сум сигурен дека ќе се најде соодветно решение за да биде добро за нас. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Гледам дека имате и друштво во вашиот дом. Поздрав до вас и до вашата фамилија. Што се однесува до темата за оставките, сега ми информира моите колеги од режија дека и председателот на антикорупцијска Игор Тантуровски се повлекол од функцијата, односно си поднел оставка, затоа впрочем и направивме промена на насловот. Оставки во антикорупцијска по Горан Миленков и Игор Тантуровски се повлече од функцијата. Добар ден. Добар ден. Повелете. Во врска со првата тема. Ајде. Антикорупционерите ќе си го добијат тоа што си го заслужиле. И да си го добијат треба.
Во врска со втората тема за анкетата, сакам да кажам дека ова анкета е важна, пропагандистичка. Да се реши спорот за името, а тоа е да се останеме Република Македонија. Добро. Со тоа име ќе влеземе во НАТО и ЕУ. Македонија никогаш нема да го смени името. Само по себе бивша Југословенска Република Македонија со текот на времето ќе исчезне и ќе си останеме Република Македонија. Благодарам. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Дали имаме гледач на линија? Да, имате. Повелете, во програма сте. Во програма сте? Да, во програма сте, повелете. Сакав да кажем за нешто за ова антикорупцијска. Антикорупцијска тие кој како си дробил, така ќе си црка. Сигурно се извалеме многу, затоа сам си поднесува оставка, за да не го гонат овие државата, службите, било кој. Добро. Ама не се само они. Јас се јавам од Гевгелија. У Гевгелија за ове за антикорупцијска, тука градоначалникот наш што беше 8 години, немаше сол во очи да си фрли. Сега има куќа палата од 1000 квадрати. Коли, не знам што. Зошто не го трчкате? Мер таа не е корупција. Јасно. И тој, јас гласив, јас сум во СДС, во обезбедување сите работи, јас сум СДС во душата. Ама сакам како што обекеа, ќе ги трчкаме кој краделе да ги затворим. Еве кој краделе во Гевгелија има 5 души што краделе. Зошто нека дојдат дека ме прашат мене, дај го телефон. Јас ќе носам кај што се, кој се, како се се. Еве бандитите што направиле, тука купиле земја, земале под закоп, не знам што, не ја сеат ништо, зимат субвенции, било што. А за името на господинот Заев, како му одговара, така нека го направи. Дека предходната власт како му одговараше, така правеа тие. Кој можеше да ги сопри? Например, сега се извинува малко, не сте изрезано з ништо. Ако татко ми ја чине мајка ми, јас на кого ќе се жалам? Истото беше кај нив тогаш, кога беа на власт. Они колят, они бесат, на кого ќе се жалиш? Јасно. Нема на кого. Тие беа више земале сила да нема појаки од нив. Дори во Гевгелија има случај што и во власта не ги знаат. Човек, началник на полиција, се опијава со газова овци. И овчарот го убива. И треба ли да одговара за тоа? За убийство? Не. Го амнестираат, бе. И пак началник беше. И тој истиот што се скарав јас со него, ми намести случај, отидов в затвор. Нема веза што отидов потвор. Ево, нека одговараш зашто го уби човек. Јасно. Абе, тоа беше во ВМРО. Само да си ВМРО, што сакаш, тоа ќе правиш. Сакаш коли, беси, тепај. Еден во Гевгелија, жена му ја избркал дека не идела на време на работа, земе Силеджија, тој директор на фирма на осигурителна компанија пред судот. Го скашува од Кјотек. Пред судот. Таму камери од сите страни имат. Условна казна. Преку ден се тепаше тој. Бивши началник на полиција. Не одговара. Да не го шириме така до толку сега разговорот, сепак да се задржиме на темите кои што денеска разговараме, а свативме вашата поента во секој случај. Добар ден. Дали имаме гледач на линија, повелете? Добар ден, повелете, во програма сте. Ало? Повелете, во програма сте, ве слушаме. Да, јас зборувам, меѓутоа имате таму нешто во линија други зборуваат. Не, вие сте во програма, вие сте на линија моментално, доцни сигналот кај вас, затоа така слушате. Повелете. Да, намалете го тонот на телевизорот, да, и слушајте ме во телефонот. Повелете. Прв пат се јавувам од Сиднеј. Баш ми е драго што има вакви теми да слушниме.
и ние да видиме што се случуваат за посебно за решавањето на името и за корупцијските работи. А под првата тема за коруптираноста, јас, како и многу други, сигурно ќе се сложат дека ако веќе човекот бил коруптиран, да е докажано, би требало и да одговара за тоа. Секако е дека секој човек кој што сгрешил, грешката треба да си ја плати. Сега, дали бил министер или бил обичен човек, тоа мора да се наплати. Меѓутоа, сакам само да напоменам, можам и да поврзам ова грешка што се прави на Република Македонија, кој што сакат некој да го додавам со втората тема, за да се смени името, тотално несватливо, необјаснливо. Ние тука ќе мораме да ве прекинеме за жал, затоа што во 12 часот следуваат најновите информации од Македонија и од светот, се во интерес на времето и во интерес на информациите. Секако дека ќе можете повторно да ни се јавите во вториот дел од емисијата, тоа значи веднаш по рекламниот блок, кој што следува веднаш по вестите. До тогаш останете со Телевизија 24, се гледаме за кратко.